Зголемениот водостој на Пена не го покри сметот во речното корито. Најлоша е состојбата во долниот дел од теченијето, односно во тетовската населба Деревој. Пластични шишиња, градежен материјал, мебел и други отпадоци. Тетовчани велат дека тоа отсликува негрижата на граѓаните, но и на институциите кон природата. Се фрля. Шполети фрлаат, шотини отпади, јамбулие, тепи си фрлаат, све тоа. Тебе ред има балу. Све е до луѓето, мислам, а и до одржувањето. Се одржува еднаш на, да кажем, на 10 година можда, а тоа не е доволно, значи треба почесто. Сум видела кој фрля и у реката. Срамота. И греота. Од зграда фрля, у река фрля. Стај у континер. Што те кошта? Штетите се големи, се загадува водата со која се наводнуваат земјоделски површини. Според последните анализи на Центарот за јавно здравје, Пена спаѓа во втора категорија. Воедно се зголемува и ризикот од поплави. Од општина Тетово велат дека ќе чекаат подобрување на временските прилики за да започнат со активности за чистење, но ги повикуваат и граѓаните да бидат посовесни. Општина Тетово работи на посериозна стратегија и план за чистење на речните корита, што ќе вклучува континуирано уредување и одржување на хигиената и чистотата. Во надлежност на општина Тетово се речните корита на реката Пена, реките во Мала и Голема Речица, како и Поројска река. Конкретно, активностите за чистење на реката Пена ќе започнат во месец јуни. Чекаме да поминат зимава и пролетта за да се стабилизира водостојот на Пена, кој што знае да варира нели со топењето на снегот, односно со затоплување на времето. Воедно апелираме и до граѓаните да бидат посовесни и да се грижат за чистотата, да не фрлаат отпадоци во реките и покрај нив. Инаку досега никој не е казнет за фрлање смет во речните води.